Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Актуелно. Овие денови актуелни се 3 ноемвриските награди кои се доделуваат по повод денот на ослободувањето на Прилеп 3 ноември. Гостин во нашето студио е Рубинчо Белчевски, добитник на 3 ноемвриската награда диплома за неговиот општествен ангажман во областа на историјата. Практично оваа награда, би рекле, ја добивте за вашиот труд вложен во реализацијата на изложбата Ченто биографија низ фотографија, заедно со Завод и музеј, но секако и за вашиот целокупен општествен ангажман како историчар. Да, секако дека најголем труд изминативе веќе 5-6 години вложи во реализацијата на проектот Ченто биографија низ фотографија, и тоа всушност представува еден класичен труд, односно проект, реализиран од А до Ш, така би се рекло, односно од истражување, преку создавање на збирка на фотографии, создавање на хронологија на настаните за Ченто и презентација на истата преку изложбата Ченто биографија низ фотографија, која што по повод 115 години од регањето и 60 години од смртта на првиот председател на Македонија, Методи Андонов Ченто, најпрво се разбира, беше отворена во нашиот град, односно родиот град на Ченто, а потоа ја прошета, може така да се речи, сега за сега пола Македонија, а веќе од наредната недела имаме најава за гостување и во поголем број на други градови, мислам, во Македонија. Сега, сигурно не е само Ченто во овој, како што напоменавте, во текот на оваа година, бидејќи оваа награда е за 2000... За текот на 2018 година, значи, правев рекапитулација на моите трудови, на моите активности, сигурно се тие многу бројни. Во текот на емисијата ќе наведиме повеќе што сум работел во текот на оваа година. Воедно, значи во текот на оваа 2018 година, како историчар и кустос, бевте прогласен и за музејски работник на годината во Македонија. Одлуката ја донесоа представниците на Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на музеите. Оваа награда е секако важна и значајна затоа што доаѓа од фелата, значи од вашите колеги кои што ве прогласиле за музејски работник. Да. Особено е драга наградата музејски работник на годината, што доаѓа од јаснавска, да би рекол, организација, од организацијата на музејски професионалци, на музејски работници на Македонија, која што, видела дека моите активности се мощни големи, а се разбира, покрај она што значи изложба, јас постојано учествувам на советувањата кои што ги организира Македонскиот национален комитет, а кои што се организирани по повод 18 мај, Меѓународниот ден на музеите, со своји трудови. Така да на тој начин и преку музејската организација го промовирам Прилеп. Обично оваа година конкретно да кажам дека трудот носеше наслов Конекција со џуџето џин. Алудирам, се разбира, на нашиот Блаже Конески, кој што некои политичари во времето го нарекоја џуџето од Небрегово. Меѓутоа, јас сметам дека тој е џин за нашата историја, за нашата култура, за нашиот македонски јазик. И затоа најдов за сходно да оваа година се представам со, како што напоменав, трудот Конекција со џуџето џин, каде што го представив како Блаже Конески, така и спомендомот Блаже Конески во село Небрегово. Кога треба да кажеме што и како имате сработено, да кажеме дека зад вас имате долгогодишно работно искуство и секако реализирани многобројни проекти. Можно ли е нивно набројување? Да не одиме многу подалеку, само последнава година имам 10 труда напишано, кои што излегле во печатени списанија, зборници. Обично сум редовен учесник во зборникот на трудови на Битолскиот завод и музеј.
во дневните весници, во неделните весници, како на локално, така и на републичко ниво, на портали и така натаму. Во тој поглед да споменеме дека крајот на изминатава година имаше се навршува 100 години од првото кино во Прилеп, така да напишав еден напис за киното на Напевци. Потоа, по повод 75 години од создавањето на песната Абре Македонче, моето истражување го пренесов, да речам, и на некои од порталите и на пишаните медиуми, да видат едноставно и да прочитаат читателите како е создадена таа песна, а е убава приказна, бидејќи е создадена од прилепчани и таа станува химна на партизанското движење. Се разбира, минатата година се одбележува и 100 години од регањето на Кире Гавриловски, и околу него имам пишувано. Интересно е да напоменам дека јас има еден конгрес кој што се вика Македонски конгрес на историја на медицината, и постојано јас и мојата сопруга, со оглед на фактот што таа е лекар, а јас сум историчар, а овој конгрес ги спојува овие две теми, две области, така да сме редовни учесници од на вториот, третиот и четвртиот конгрес, и еве сега за петтиот конгрес кој што за скоро ќе биде одржан во Скопје, подготвивме исто тема. Темата ќе биде ранетите и болните во текот на народоослободителната војна и нивното лекување од страна на поединци, лекари и така натаму. Значи, на тема која што врзува и борбата, и медицината. Така, може интересна, веројатно во некоја друга прилика, кога ќе биде конгресот, односно кога ќе излезе зборникот од конгресот, ќе имаме прилика да зборниме повеќе за таа тема. Сега малку да проговориме околу методите. Истражувачот има методи како да дојде до податокот и што треба да го сподели секако со јавноста. Од што се водите, од што се раководите и што е она што ве предизвикува, односно го окупира вашето внимание? Јас од секогаш сум сакал моите истражувања да ги споделам со јавноста. И тука морам да признам дека ве имам вас, новинарите, кои што нормално и се интересира за мојата работа, меѓутоа и соработката секојаш била на завидно ниво. И затоа во оваа прилика ви благодарам вас како на телевизиска куќа, меѓутоа и на останатите новинари од поедини пишани електронски медиуми, кои што секогаш излегувате во пресред да моите истражувања ги пренесете во јавноста. Едноставно, без вас јас би бил нем во своите искажувања и затоа мислам дека и во минатото го правев тоа и се разбира и во иднина ќе соработувам со вас со цел да ги пренесам моите истражувања пред пошироката јавност. Кои области, кои теми ве интересира? Дали се тоа значени настани личности? Кон кој период од минатото чувствувате поголем интерес? Па јас секако како историчар најмногу се задржувам на политичката и војната историја. Меѓутоа, ако забележите посебно на мојот Facebook профил, еден времеплов, практично да, точно така го нареков мојата рубрика Времеплов, каде што барам одредени значајни датуми на личности. И гледате, ако погледнете добро, има области од музиката, да речеме, сум пишувал за групата Битълси, за Мик Джегер, за пејачката Сашка Петковска, како јубилејни настани што се случиле во оваа година. Во областа на спортот, за Фудбалскиот сојуз на Македонија, за Шаховскиот сојуз, за првата фудбалска топка, за спортското друштво Гоце Делчев и сегашниот фудбалски клуб Победа. Значи, за уметници,
Значи ова година на мојот Facebook Годишнината профил на црквата Благовештение од осветувањето. да напоменам тоа дека по повод 180 годишни од изградбата на црквата Свето Благовештение имам пишувано за градскиот сад по повод односно 160 години од изградбата на. Значи, ако забележувате, мојата област не е тесно врзана само за историја, односно историја во смисла на политичка или воена, туку малку и пошироко сакам така, гледам дека има интерес, гледам дека ме охрабруваат доста поединци кои што ги читат моите статуси да продолжам со мојата работа и тоа ќе го правам и во иднина, се разбира, бидејќи историјата на Прилеп, кога велам историја и на медицина, историја и на култура, историја и на уметност, историја и на музика, историја и на спорт, значи се е тоа историја. Ќе ги презентирам сите оние значајни моменти од богатата историја на Прилеп, а Прилеп има богата историја. Практично тоа покажува дека работата на кустосот не треба да биде само во организацијата, туку и да излезе од музејот надвор, да соработува со институциите и со медиумите, токму она што и се потврдува. Во тој контекст, на што моментално е насочена вашата енергија и на кој проект сега работите? Да, на мојата соработка, како што напоменав, сакам да соработувам со институции, со поединци. Во тој поглед е потенцирал соработката со гарнизонот Мирчацев, со општинската организација на Сојуз на борци, каде што членувам, со Друштвото за наука и уметност. Значи, како организации со училиштата, преку мојата непосредна како водич низ музејските поставки, како водич се разбира најповеќе сум посветен во Меморијалниот музеј 11 октомври 41, во Меморијалниот музеј Кузман Јосифовски Питу, како и паркот на револуцијата со могилата на победените, каде што соработувам во голема мера со училиштата и се разбира на најразличен план. И во минатото поединци кои што пишувале одредени публикации сум учествувал како стручен соработник на истите. Кога го споменавме учестокот, да кажеме дека и коавтор сте на монографијата за Меморијалниот музеј 11 октомври. Да, со вашата колешка Елизабета Митреска напишав една публикација за Меморијалниот музеј, односно за не само за Меморијалниот музеј, туку и за настаните за 11 октомври 41, бидејќи парцијално имаше пишано на најразлични весници, списанија и публикации, меѓутоа мислам дека направив недобар потек со тоа што на едно место собрани се и изјавите на поединци, на директните учесници во настаните 11 октомври, меѓутоа и односот на политичарите кон тој датум и нормално она што значи Меморијален музеј како директно сведоштво за случувањата од 11 октомври 41. Сега да се навратиме на нашето прашање на почетокот, односно да кажеме дека проектот за Ченто, односно само реализацијата на изложбата не е она што го заокружува овој проект, туку исто така дека ќе имаме и монографија, односно фотомонографија, докаде и како е идејата за незиното опубликување, а секако и сето тоа да се заокружи со филм, односно со еден документарен филм за Ченто. Да. Како што работев на Ченто, на проектот за Ченто, така постојано ми доаѓаат идеите како да го промовираме овој човек, овој храбар човек, оваа личност која што несомнено целиот свој живот го посветил на самостојна или во борбата за самостојна Република Македонија. Нормално во таа борба тој страдал од туѓите робства, да не речам, од туѓите власти, меѓутоа страдал, нажалост, и од своите. Меѓутоа, некош револуцијата, како што вели една поговорка, ги јаде своите деца, меѓутоа
полека, еве иди се на свое место, така да после осамоствувањето, знаеме дека за Ченто почна да се градат споменици, да се цртаат голем број на уметнички дела, да се градат споменобележја и така натаму. Поттикнат од тоа на некој начин, од таа неправда на некој начин што се направила према него, кога почнав овој проект, создадов една збирка од околу 250 фотографии, која што хронолошки ги подредив и следуваше изложба, која што знаете предизвика особено големо внимание во Прилеп и низ цела Македонија. И со оглед на фактот што една изложба, да речеме, треба барем 10 до 15 дена да стои во одредено место, а при тоа не сакајќи да помини таа изложба без тоа најмладата публика да ја види. Значи во летниот период ја паузиравме, така да сега со есенскиот период продолжи таа да шета низ Македонија. Еве, за неколку дена веќе имаме во презентација во Кичево, потоа во Тетово и веројатно, мислам не веројатно, туку веќе се договорени изложбата да биде презентирана во Скопје, во Битола и во останатите градови. Сега она за што продолжува понатаму. Фотомонографијата исто, бидејќи изложбата сметав дека краток период поминува, не останува забележано, мислам останува забележано, меѓутоа ако нешто значи не е трајно, а трајно е една публикација, една фотомонографија која што ќе ги содржи сите оние елементи кои што ги содржи изложбата, меѓутоа збогатена со текстови и збогатена со хронологија на настани за Ченто. Околу 150 настани со кратки информации. Настојував да ова фотомонографија не се базира многу на текстови, бидејќи луѓето во последно време некако зафатени со своите обврски, со своите занимања, некако како да немаат време за читање, така да ова фотомонографија можеби во еден здив од неколку сати низ фотографии ќе го видиме животот на Ченто, а тој бил бурен, исполнет со голем број не само на политички активности, исполнет со голем број на спортски активности, на планинарски активности, на активности од различен тип. И затоа сакав низ една таква форма да го проследиме животот на Ченто. Најдовте поддршка кај Министерството за култура? Да, ова година Министерството за култура овој проект го поддржа финансиски, тој влезе во програмата на Министерството за култура од национален интерес. Одобрени се финансиски средства преку мојата работна организација, преку установата Завод и музеј Прилеп. И постапката за реализација е во фаза на тендер, како што знаеме дека јавен тендер за печатење, деновиве се одбира печатница, материјалот е подготвен, така да сметам дека во најскоро време, да не речеме до крај на годинава, веројатно, можеби нешто побрзо, фотомонографијата ќе ја види светлината на денот и мислам дека ќе имаме едно убаво дело покрај сите оние пишани дела за Ченто. Има повеќе пишани дела за Ченто, почнувајќи од неговиот татко, неговиот син, книгата се вика Мојот татко, Ченто, потоа Ристо Бунтевски, има еден зборник од Друштвото за наука и уметност Прилеп и од Институтот за национална историја, како и од Институтот исто така има посебен зборник. И уште една публикација е излезена од страна на Државниот архив на Република Македонија во однос на Ченто. Оваа публикација ќе биде посебна, мислам нема таков вид на публикација за Ченто и затоа сметав дека покрај фотографиите треба да ги внесам и сведоштвата, така ги велам за Ченто или за животот на Ченто и после смртта, бидејќи од 90-тите години па до денес негде
2-30, може би повеќе, само поединечни споменици, спомени обележја или некаде групни, каде што и самиот Ченто како споменикот настом, каде покрај останатите и Ченто, или спомен собата на Ченто во Собранието на Република Македонија, или мемориалниот комплекс Пелинце. Значи, ете такви моменти или уметнички слики, како што се на Васили Ивановски, на Димитар Кондовски, на повеќе уметници кои што го насликале Ченто. Значи, сите тие фотографии, сите тие, мислам, дела ќе бидат сместени во оваа фотомонографија. Колку овие податоци, овие документи, овие фотографии се кои ги поседувате и со кој материјал располагате е податен да биде филмуван? Да, јас го во една прилика така размислувам дека животот на Ченто е во суштина животот на Македонија, историјата на Македонија. Ченто се родил 1902 година, значи пред една година неполна Линденското востание. Неговото детство го поминал за време на Балканските војни, за време на Првата светска војна, тешкиот живот во периодот меѓу двете светски војни, па народно-ослободителната борба, па периодот. Значи, токму тој е на некој начин современик на оваа наша современа Македонија од 44-та, меѓутоа ако го земиме неговото детство 902, значи сите оние бурни настани кои што се случуваат во Македонија. И затоа ги повикав јас филмските работници на Македонија да размислат на оваа тема, бидејќи читајќи ги книгите за Ченто, јас во главата ми се вртат слики на филмот, така речено. И ако ги споредиме некои филмови како Трето полувреме на Дарко Митревски, кои што се така, кои што алудираат на овој период, мислам дека комотно може да ја збогатиме кинематографијата на Македонија со еден филм за Ченто, во суштина ќе биде животот на Ченто и животот, историјата на Македонија. Вообичаено се вели дека од историјата не се живее, но без историјата не се може, затоа што историјата не ја учиме само да го знаеме минатото, туку да знаеме како да се однесуваме во иднина. Подсетувате, рековме, на јубилејни настани, подсетувате, давате мощни идеи различни. Една од идеите беше и за одбележување на масакрот на Дабница и слично. Како се чувствувате и едноставно како успевате и сакате да направите спој на минатото со сегашните актуелни моменти? Да, таа изрека која што ја спомнавте, јас често ја споменувам исто, бидејќи минатото е минато, меѓутоа треба да ги користиме искуствата, да не речам, од минатото, за да не ги повториме грешките во иднината. И сакам едноставно да ги извлечам важните моменти од минатото, а при тоа на граѓанството, на младината посебно, сакам да ги пренесам тие пораки на некој начин, ако се работи за борци кои што ги дале своите животи, своите млади животи за оваа држава, да ги пренесам дека има голем број на борци кои што на 20 на годишна возраст или уште помалку се бореле за таа Македонија. Јас и често сакам му пренесувам на децата особено во мемориалниот музеј, како тие на толкава мала возраст, така речено, биле толку зрели за да се борат со еден мојчен непријател за време на фашистичката окупација, а при тоа да не го жалат својот живот. Тоа од денешен аспект малку е апсурдно да го размислиме, мислам да го сватиме, ако земеме во предвид дека не ја знаеме доволно историјата, во смисла сакам
повеќе да ги знаеме историските факти, моменти и животи на одредени личности, за да го цениме повеќе тоа минато, бидејќи ова слобода не е дојдена така лесно. За Прилеп знаете вие дека Прилеп дал преку 650 жртви, 15 народни херои, и сите тие се вградиле себе си во темелите на слободна и независна Република Македонија. За некои настани има спомен обележја, за некои нема. Сметате ли дека сепак некои позначајни треба да се исправи одредена грешка и да биде поставено и одредено спомен обележје? Видете, јас прво би почнал со она што значи постоечки спомен обележја и споменици, во смисла на нивна руинираност на некој начин. Еве, споменикот во Дабница, не знам, веќе многу години е уништен, иако, еве, деновиве, да речам, преку нашата институција, односно нашата институција презема активности за реновирање на истиот. А воедно, преку боречката организација се иницира одредени активности во смисла на уредување. Еве, деновиве бевме на споменикот на Песиобраци, кој што е символот на ослободувањето на Прилеп, и гледам таму дека самиот споменик сака реновирање, меѓутоа барем околината околу него беше уредена, средена, исчистена и така натаму. Така да во тој поглед имаме доста споменици и спомен обележја кои што треба да се санираат, а нека и да се променат. Самата историја на Прилеп е богата, сигурно има простори и за нови споменици, меѓутоа некако тоа во последно време некако го правевме преусилено како држава, така да за прво време јас би ги уредил, односно би ги реновирал старите постоечките, а потоа ќе размислуваме. Тука можеме сега да потенцираме, можеби не само можеби, туку од страна на боречката организација произлезе иницијатива и мислам дека локалната самоуправа почнува да размислува во тој правец, бидејќи имаме 15 народни херои, а на могилата имаме 10 споменици, односно споменбисти. Така да иницијативата од боречката организација беше да се направат уште 5 споменици, споменбисти на останатите. Тоа се врвни револуционери и врвни политичари кои што после ослободувањето заземале високи позиции во македонската држава и Југословенската федерација. Само да ги споменеме, тие се Ферацева, Красе Црвенковски, Борко Темелковски Лилјако, Џоре Дамески Боксеро и Атана Забазновски Руски. Значи, луѓе кои што исто така се вложиле себе си во борбата и во повојниот развој на Република Македонија. Така да, секако дека треба да се направат споменици, односно споменбисти и веројатно да се постават до нивните останати другари народни херои во могилата на непобеден, односно во алејата на народните херои. Да откриеме малку и за идните проекти. Прилеп за вас е непресушна инспирација, извор за истражување. Еден од проектите на кои што работите се турските печати или муровите, кои што треба да се дешифрираат, а преку кои што би се добиле нови податоци за градот. Да, тој проект веќе е реализиран со помош на стручни лица од Скопје кои што го знаат старотурскиот јазик, го реализиравме. Така да, бидејќи тоа беше во програмата за 2018 година, јас би потенцирал еден друг проект кој што го иницииравме, а е за прв пат, сакаме да направиме спој на поштенската дејност и музејската дејност, и во фаза сме на преговори за реализација на проектот Прилеп на поштенски марки.
направив една збирка, собрав една збирка од околу 40 марки, поштенски марки, кои што се со мотиви од Прилеп. Било тоа да се на личности, на објекти или на делови од објекти. Во тој поглед, значи, тука се Ченто, Кузман Јосифовски, Мирче Ацев, Ѓорче Петров, Атанас Бадев, од објектите Градскиот сад, иконите од Зрзе, Богородица Пелагонитица, Исус Христос и уште многу други, значи 40-тина. Меѓутоа, не само од Македонската пошта, значи во самостојна Република Македонија, туку одам нешто поназад, дојдов до некои поштенски марки кои што во рамките на Југославија излегувале, а се однесуваат на Прилеп, така да ќе видиме до каде ќе да преговори. Мислам дека се заинтересира и Македонската пошта и на некој начин да видиме дали ќе го финансира тој проект. Меѓутоа, тоа ќе биде интересно да ја видиме и историјата на Прилеп и преку поштенските марки кои што ги има 140 мотиви, како што нареков, или обележија или личности од самиот град. Ви благодарам за разговорот, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Беше тоа емисијата Актуелно, во која што наш гостин беше Рубинчо Белчевски, добитник на 3 ноемвриската награда диплома за неговиот ангажман во областа на историјата. Пријатно со програмата на Канал Визија.